Почитувани гледачи, со најновите информации за најважните настани кои што го одбележаа денешниот ден во Полошко започнуваме веднаш. Жителите на гостиварска Горна Бањица се противат на отварањето на каменолом за варовник на локација близу селото. Својот револт го искажаа со протестен собир и блокада. Од фирмата пак велат дека ги поседуваат сите потребни документи за законска работа. Жители на гостиварска Горна Бањица реагираат на отворањето на нов каменолом за ископ на варовник на локација близу селото. Сметаат дека тоа е ризик по нивното здравје. Својот револт го искажаа со мирен собир и блокада на локалниот пат. Бањичани стравуваат дека минирањето и тешките машини во иднина ќе им ја загадат околината, нивите и ќе им ги оштетат куќите. Овде ние се соберали ради овде заради еколошка катастрофа. Сега кај Горна Бањица, тука некој фирма решил да го минира овде до нашето село. Сега ние селаните сме против ова работа, против на оваа фирма, што сакаат да го минираат. Нема 500 метара до селото, 20 метара до стадионот, кај играат децата тука секој ден. Сега не знам со која логика дадоа од Министерство одобрение за оваа работа. Ние не сме против некоме, ние сме против зашто ќе се минира. Горна Бањица више доста му е 40 години, ние сме се пробудени со динамити. Ние не сакаме више динамити до нашето село. Селото вика дека апсолутно до крај ќе одиме, нема да биде ова бомбардирано. И нема да се дозволи да се работи тука во ова место. Значи, од 57 година. Латарите на Горна Бањица веќе го имаме. Едно време местните заедници од 2005 година до наваму го блокира. Али сега веќе местна заедница е правно лице и местната заедница го представува народот. И овој народ нема да дозволува овакво нешто. Од фирмата во телефонски разговор образложија дека ги поседуваат потребните документи за отпочнување со работа. За локацијата имаме концесија за експлоатација на варовник од Министерството за економија, која е во траење од 30 години. Настанатите проблеми со граѓаните треба да ги решат институциите, а ние имаме законско право да продолжиме со работа, рекоа од фирмата. Локацијата каде што треба да проработи новиот каменолом е оддалечена 100 метри од селскиот стадион и од нивите на кои се одгледуваат градинарски производи. Рем шопинг центар започна со продажба на станови и апартмани изградени по најновите светски стандарди. Становите се со површина од 48 до 159 метри квадратни. Секој стан има паркинг, мониторинг, видеофон, алармен систем и лифт. Становите и апартманите се со наши цени. 1 квадратен метар од 750 до 800 евра, со можност на купување преку комерцијални банки, како и со готовинско плаќање со екстра услови. Приклучете се на семејството на Рем шопинг центар. Хероин спакуван и подготвен за продажба е најден во стан во Гостивар. Приведени и осомничени се 2 лица. Полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово полициска станица Гостивар вчера предпладне извршиле претрес во станот на 30-годишниот гостиварец со иницијали НД лоциран на улицата Гоце Делчев во Гостивар. При претресот реализиран со судска наредба во една од собите пронајдени се 10 пакувања со хероин. Полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово, односно полициската станица Гостивар, вчера предпладне извршиле претрес во станот на 30-годишен гостиварец лоциран на улицата Гоце Делчев во Гостивар. При претресот реализиран со судска наредба во една од просториите пронајдени се 10 пакувања со непозната прашкаста материја, за која подоцна со вештачење е утврдено дека станува збор за хероин. Покрај сопственикот на станот внатре бил 41-годишникот Равен. Пронајдените количини хероин, како и еден мобилен телефон и околу 27.000 денари во разни апоени, се фотодокументирани и со потврда одземени, додека 30-годишниот гостиварец, како и 41-годишен жител на гостиварското село Равен, кој во текот на претресот исто така бил затекнат во станот, во консултација и координација со јавен обвинител се приведени и задржани во полициската станица Гостивар.
Двајцата приведени и осомничени ќе се соочат со соодветна пријава за неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори, која ќе се процесуира во редовна постапка. Полицијата во 2015 година во Гостивар бележи 46 случаи на недозволена трговија со дрога. 35 годишна жена од Форино вчера била примена во болница откако се затрула со таблети. Непознати сторители украле вкупно 70 голуби од две различни локации. Фатен и легалец во Гостивар. Вчера вечер околу 23 часот на ургентното одделение во Гостиварската болница била донесена 35 годишна жена од Форино, која претходно испила и се затрула со десеттина таблети. Како што соопшти СВР Тетово по укажаната лекарска помош, а бидејќи била надвор од животна опасност, пуштена е дома. Причината за труењето биле нејзините проблеми во љубовната врска. Непознати сторители украле вкупно 70 голуби од две различни локации. Како што соопшти СВР Тетово ноќта помеѓу 29 минатиот и 1 овој месец. Засега непознати сторители извршиле тешки кражби во голубарниците на 59 годишен жител на Брвеница и 52 годишен жител на Долно Седларце. Откако насилно ги отвориле вратите со отстранување на катинарите, од едниот голубарник одзеле 30, а од другиот 40 голуби, најмногу од расите Дунек и Мелезар, пошто незабележани се оддалечиле. Се преземаат мерки и активности за расветлување на кражбите и утврдување на вкупната материјална штета. Поради легален влез во нашата земја и непоседување никакви документи за идентификација, вчера вечер околу 23 часот во Гостивар лишен од слобода е 24 годишен албански државјанин. При лишувањето со потврда му одземен телефон и известна сума девизни средства и покусото за задржување ќе биде предаден на одсекот за прекуграничен криминал, миграција, странци и реадмисија. Во тек е поднесувањето годишна даночна пријава во Управата за јавни приходи. Со цел да им излезе во пресрет на граѓаните, регионалната дирекција Тетово има воведено двосменско работење. 15 март е последниот рок за поднесување годишна даночна пријава во Управата за јавни приходи. Сите граѓани кои поради различни причини не можат тоа да го сторат во регуларното работно време, регионалната дирекција Тетово од понеделник до петок работи до 18 часот и во сабота до 14 часот. Граѓаните од руралните средини истото можат да го сторат на даночните шалтери во општините. Управата за јавни приходи има воведено двосменско работење. Во редовните денови, значи од понеделник до петок, истото можат да го сторат до 18 часот. Ние имаме организирано дежурни служби, исто така и во сабота, во период од 8:30 до 14 часот. Секој граѓанин може годишната даночна пријава да ја достави во хартиена форма, исто така може да го достави во електронска форма преку нашиот ETAX систем. Имаме исто така организирано и даночни шалтери во руралните општини, поконкретно во општина Брвеница, општина Маврово Ростише, општина Врапчиште и општина Боговиње. Исто така имаме и подвижен мобилен даночен шалтер, кој што ги покира останатите општини во кои што Управата за јавни приходи нема постојано седиште. Годишна даночна пријава треба да поднесат граѓаните кои освен плата или пензија оствариле дополнителни приходи. Работодавецот или фирмите кои вршеле исплати имаа законска обврска на граѓанинот да му достават збирна пресметка, во која ќе бидат искажани вкупните износи на исплатени приходи, платениот персонален данок и придонеси во 2015 година. Приходите кои што граѓаните ги оствариле по основ на остварени кири, по основ на издаден деловен или стамбен простор во подзакуп или во подзакуп, исто така кои што имаат остварено приходи од авторски права и хонорари, исплатени евентуални дивиденди од учество во капитал и капитални добивки, остварени приходи по основ на остварени капитални добивки од продажба на недвижен имот. Исто така, карактеристика е годинава, че треба задолжително да бидат поднесени пријави за приходите кои што ги оствариле од исплата на К15, односно регрес за годишен одмор. И карактеристика исто така за изминатава година има голем број на граѓани кои што тргуваат преку интернет.
Значи за таквите електронски продажби исто така за секој приход ќе треба да се поднесе годишна даночна пријава, како и евентуално оние граѓани кои што учествувале во разни интернет игри на среќа. Значи и тие приходи, доколку имаат такви приходи остварени, ќе треба да бидат пријавени во законскиот рок до 15 март годинава. Во регионалната дирекција на УЈП во Тетово до денес се поднесени 9000 пријави, а се очекува бројката да биде многу поголема. До денешниот датум Управата за јавни приходи, регионална дирекција Тетово, има примено во хартиена форма околу 9000 годишни даночни пријави. Годинава исто така очекуваме бројката да биде во зголемен обем на прием. На ниво на држава имаме проценка дека ќе бидат примени некаде околу 400.000 годишни даночни пријави, на ниво на нашиот регион некаде околу 35 до 40.000 годишни даночни пријави. Согласно Законот за персонален данок на доход предвидени се соодветни санкции за граѓаните кои што нема да поднесат годишна даночна пријава или ќе ја пополнат неточно или со лажни податоци, односно казни од 100 до 200 евра во денарска противредност. Од Управата за јавни приходи ги повикуваат граѓаните да не го чекаат последниот момент и истото да го сторат што е можно побрзо, се со цел избегнување гужви и нервози. Изработена интернет страница со архива на сите податоци од досегашните избори во Македонија. Изборната архива на изборите во Македонија од 1990 година до денес е новиот веб портал кој го изработија невладени организации. Порталот ќе им овозможи на граѓаните да имаат директен пристап до сите податоци за изборите во Македонија. Веб порталот е изработен поради потребата за создавање на изборна архива, поради непостоење на официјална државна архива. Велат од Институтот за демократија Societas Civilis Скопје и Фондацијата Конрад Аденауер, кои работеа на изработката на порталот. Новата интернет страница ќе придонесе конкурирање јавно достапни податоци за македонската државна историја. Изборната архива ги опфаќа сите изборни циклуси, со достапни документи групирани во 7 секции. Документ за објавување избори, избирачки список, кандидатски листи, резултати од избори, извештај од избори, наблюдувачки извештаи од меѓународни домашни организации и изборен законник. Одложено е судското рочиште за предметот пуч во кој еден од обвинетите е лидерот на опозицијата Зоран Заев. Причината за одлагањето е жалбата на специјалното обвинителство за недоставување на копии од доказите што ги поседува судот и се поврзани со овој предмет. Специјалната обвинителка Катица Јанева пред судот рече дека е неопходно на рочиштата да присуствува и главниот сведок кој е оштетен во постапката, алудирајќи на председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Во соопштението што специјалното јавно обвинителство денеска го објави е наведено дека во текст се 15 нови предистражни постапки што се однесуваат на проверки во врска со финансирање на медиумите, злоупотреби на постапки за јавни набавки, даночно затајување, перење пари, разни коруптивни дејствија и злоупотреба на службена должност и овластување, финансиски истраги, злоупотреба на постапки кои се однесуваат на градежни работи и така натаму. По 1200 евра парична казна судот им одреди на адвокатите Насер Рауфи, Бујар Дардишта и Мефаил Арслани, кои демонстративно го напуштија рочиштето за диво населје поради лошите услови во кои се одвива судењето. Според судот тие извршиле повреда на установата, го нарушиле редот и мирот и со своето однесување ја пролонгираат постапката и затоа ќе треба да ги надоместат сите трошоци за денешната расправа. Третиот адвокат Мефаил Арслани, кој ја напушти седницата, е ослободен од надомест на останатите трошоци, затоа што по напуштањето на салата обезбедил присуство на друг бранител. На почетокот на денешното рочиште адвокатот Рауфи образложи дека салата е претесна и сите роднини кои дошле пред судот не можат да го следат судењето. Во знак на револт Рауфи ја напушти седницата и побара пред наредното сослушување на сведоци судот прво да обезбеди услови. Прифатниот камп Вино Јук и македонско-грчката граница денеска го посетија министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, премиерот на Словачка Роберт Фицо и словачкиот министер за внатрешни работи Роберт Калињак. Спасовски изјави дека Македонија ќе пропушта онолку бегалци колку што ќе прифатат Србија и другите земји на балканската рута. Македонија е подготвена да прими толку бегалци колку што ќе примат државите од регионот Србија, Хрватска и понатаму. За Македонија е исклучително важно да имаме јасна и прецизна одлука
од земјите членки на Европската Унија за тоа колку мигранти дневно ќе може да бидат примени на нивна територија, за да можеме да го намалиме притисокот кој што го имаме на границата со Грција и Република Македонија. Од исклучителна важност е да обезбедиме хуман третман на овие луѓе, да имаат хуман прием, меѓутоа не помалку важно е да ги заштитиме и македонските полицајци и македонските граѓани. Околу 10.000 бегалци се наоѓаат во прифатниот камп во Идомени. Словачкиот премиер Фицо изјави дека Словачка ќе продолжи да соработува со Македонија околу бегалската криза. Нови успеси на членовите од Тетовскиот карате клуб Љуботен. Тие од интернационалниот карате клуб во Лесковац се вратија со вкупно 7 освоени медали. Нижат успеси членовите од Тетовскиот карате клуб Љуботен. Со вкупно 7 медали, од кои 1 златна, 3 сребрени и 3 бронзени, каратистите се вратија од интернационалниот карате клуб одржан неодамна во спортскиот центар Дубочица во Лесковац, Србија. Златниот медал е освоен за изведба на ката тим кој го сочинуваа Матео Тојич, Бојан Димитриевски и Исак Чековиќ. За младите каратисти освоените медали се поттик за постигнување нови успеси. Пети пол и одам во градинка спортски. Како се викаш? Бојан Димитриевски. Што освои ти? 2 медали златни. Колку време тренираш карате? 1 месец. Јас сум Дамјан Димитриевски, тренирам 6 месеци, имам бронзена медалја. Ова е прва награда што си ја добил? Не. Имаш и други? Да. Кои? Какви се? Златна, бронзена. Сакаш да тренираш карате? Да. Ајде, представи ни се како се викаш ти и колку годинки имаш? 5. И како се викаш? Матео Тојич. Колку време одиш на карате? 6 месеци. Што освои? 1 златна и 1 сребрена. Исак Чековиќ. Колку годинки имаш? 6. Колку време тренираш карате? 1 месец. Каква награда освои ти? Бронзена и златна. Ти се допаѓа на карате? Да. Што правите таму? Правиме кати. Един Чековиќ. Колку години имаш? 7. Колку време тренираш карате? 1 месец. Што ти се допаѓа на каратето? Се. Се дружите? Тренирате? Каква награда освои? 1 сребрена. На купот во Лесковац учествувале 786 каратисти од 54 клубови од Бугарија, Црна Гора, Македонија и домаќинот Србија. Карате клубот Љуботен може да се пофали. Сега бевме на меѓународно првенство јако во Лесковац. Им честитам на моите малај деца. Да бевме во поголем број на надпреварувачи, сигурно ќе бевме севкупни победници на тој турнир. Јак турнир, околу 780 каратисти, значи Србија, Македонија, Црна Гора и Бугарија. Втор термин сега ни е на 7 или на 6 во Бугарија во Ќустендул. Ако смогнеме сили, ќе идеме со клубот, додека турбо сме, цела плејада низ Балканов, секој викенд треба да настапиме. Следниот период каратистите на карате клубот Љуботен ги очекуваат надпревари во Македонија, Бугарија и Србија. Грчкиот министер Никос Козијас смета дека македонската влада се освестува и почнува да разбира дека дел од европските држави само ја користат околу бегалската криза со лажни ветувања. Во интервју за грчката телевизија Sky за проблемите со бегалците во Грција и со затворените порти за нивен премин во Македонија, Козијас оцени дека на почетокот Македонија ги слушала и ги следела инструкциите од земјите како Австрија за чување на границите со надеж дека ќе ни помогнат за решавање на отворените прашања, како приемот во Европската Унија и во НАТО. Говорејќи за бегалската криза, Козијас посочи дека Грција би можела да издржи да се справи со максимум 150.000 бегалци.
Српскиот премиер Александар Вучиќ во интервју за државната телевизија РТС изјави дека Србија нема да стане членка на НАТО и дека ќе остане воено неутрална. При тоа истакна дека Србија никој не ја повикал во НАТО, ниту дека Србија изразила желба да стане дел од алијансата и дека затоа нема да има ни референдум за тоа. Во врска со спогодбата со НАТО рече дека се работи за технички документ кој е препишан и е ист како оној од 2016 година, кој како што рече го потпишале големите родолюбци кои сакале да ја вратат Србија во минатото. Републиканецот Доналд Трамп и демократот Хилари Клинтон победуваат во нивните партии во така наречениот супер вторник, односно најголемите првични избори за идни кандидати за нов американски претседател. Трамп победи во 6, Клинтон во 7 од 12 американски држави. Овие победи им го отвораат патот да обезбедат номинација во нивните партии за претседателските избори на 8 ноември годинава. Двајца американски католички епископи помогнале во 4-децениското прикривање на сексуалните злоупотреби на 50 католички свештеници и религиозни представници врз стотици деца во американскиот град Филаделфија. Ова е посочено во извештајот сочинет на 147 страници, што се темели на тајни архиви и што содржи докази со кои се посочуваат епископите. Джеймс Хоган и Джозеф Адамек од средината на 60-тите години на минатиот век до 2011 година биле начело на епархијата Алтуна Џонстаун. Двајцата епископи биле информирани за мноштво тврдења за злоупотреби и интервенирале за да и попречат на полицијата и на истрагата да ги уапси свештениците педофили. Времето денес беше сончево со мала до умерена облачност, дуваше слаб до умерен северен ветер. Утринските температури се движеа од 2 до 6 степени, а дневните од 11 до 18 степени. Според метеоролозите, времето утре ќе биде променливо облачно со сончеви периоди и со слаб локален дожд попладне. Ќе дува умерен до засилен јужен ветер. Утринските температури ќе се движат од -2 до 5 степени, а дневните од 9 до 16 степени. Тоа беше се што информативната редакција на телевизија КИС го подготви за ова издание на регионалните вести. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте и имајте пријатна вечер.